Со нас е Сашо Кузмановски, иако пасија му е спортот, ќе ни раскаже по професија, да, и пасија, ќе ни раскаже како влегува во светот на трилерот и како сега трилерот е една нова пасија, ја промовираме Бахус. Добро утро најпрем, поздрав и до вас, поздрави до гледачите на Македонската телевизија, благодарам за поканата. Инаку Бахус е веќе втор дел од една трилогија која што ја подготвуваме заедно со издавачката куќа Арсламина. Официјално промоцијата помина пред некои 10-15 дена, ама добро беше вака и пред телевизиските камери да кажеме нешто повеќе за сите оние кои што сакаат да читаат. Еден посебен, најве да кажам, нов тренд на литература и на жанр овде кај нас, трилерот како таков полека како што го окупира светот во книжевноста и во филмската и ТВ индустријата. Јас се надевам дека наскоро ќе биде многу позастапен и со домашни автори овде кај нас. Зборот Бахус, пробувам да најдам дали има некое посебно значење. Бахус е богот на виното во римскиот период, инаку Дионис, панданот на Дионис во грчката митологија, така што излечено е од една приказна која што се протега низ период од повеќе векови, од еден култ кој што бил многу силен овде на нашето археолошко наѓалиште Стоби и кој што ете со една фикциска приказна која треба да нарикува малку на реалност, испреплетена. Јас се надам дека долоува едно интересно четиво за читање за оние што сакаат ваков жар на литература. Разговараме со дипломиран новинар, роден 79-та, тука некаде генерација сме завршивме заедно, јас малку доцнев на факултетот. За него рецензентите велат дека има напредно познавање до областа на нумизматиката, монетарната историја, тоа беше темата во првиот роман, Афера во музеот на Париз, за кој што беше во МТВ, и историското богатство со кој изобилува нашата земја. Гледаме дека го познава одлично историското богатство на светот. Ова се учи на полувреме, кога имаш 15 минути пауза? Па, веројатно, во на трето полувреме, после полноќ. Добро, ни паѓа во очи твојот посветен труд, велат рецензентите, заснован на историска подлога, кој сака да дознае повеќе, ќе треба да го прочита романот, нели? Дејството, тоа што би требало да не возбуди нас, читателите, дејството се одвива во непосредна околина, во близок амбиент, со познати локалитети. Не ти е страв со оглед на тоа дека ова е криминална приказна, некој да не се препознае во неа? Знаеш, и на промоцијата тоа го кажав и на неколку разговори, многу е тешко кога пишуваш за нешто што се случува овде кај нас, а треба да го адаптираш на наши услови, затоа што не можеш да се потпреш на искуства од случувања надвор од нашите граници, а да ги адаптираш овде за наши услови. Затоа што затоа е малку потешко да се пишува, но добро е да се охрабриме затоа што во последно време се надевам дека експанзијата која што ја доживува самиот жанр трилер како посебна книжевна категорија, како посебен книжевен жанр, ќе дојде и овде кај нас за да имаме малку повеќе квантитет од кај што може да бираме и квалитет. Добре, се обидуваме, има повеќе автори кои што во последно време се обидуваат дејствата во книгите да ги сместуваат овде на реален наш простор и се надам дека ова се пионерски обиди, се надам дека се доближуваме до она што го нудат и странските издавачи овде, иако и во тој квантитет таму има многу малку, можеби квалитет, така што се обидуваме, зошто да не да пробиеме еден жанр кој што на овие простори, еве така, во последните можеби 10 минути полека зема замав, овде веројатно беа некои други услови. Бидејќи каже 10 минути. 10 години. Се вративме на минутажата во спортот. Се вративме на да не почнеме да коментираме. Да. Добро, толку. Брейк. Тука. Споменавте што се мери степенот на развој на национална книжевност. Критичарите велат дека меѓу другото се мери според развојот на жанровската книжевност, колку убедливо и конкурентно ова дело во морето на светските познати трилери, кои што ги споменавте дека ги имаме и тука и се доста познати. Колку е успешно надвор од границите ќе покажат колку е успешно овде кај нас во нашите граници, затоа што мораме да ја негуваме таа читателска публика и да расте од година во година, не дека ја нема, напротив, има доста луѓе кои што читаат, но ето оваа жанровска литература си зазема посебно место и посебни групи на читатели, кои што ние, домашните автори, се обидуваме да ја, условно речено, да ја натераме малку повеќе да ни даде нас внимание, да ни даде шанса, што велат.
и ако ја искористиме, се надам дека успешно ќе можеме да ги минеме и нашиве граници, иако не ми е јасно зашто и досега тоа не е направено, со оглед на тоа што соседите овде кај нас и како издавачи и како автори на книжевни дела и на филмови, на серии се доста присутни. Се надевам искрено дека ќе успееме да ги минеме тие бариери, дека и овие производи што овде се создаваат во вид на вакви книжевни дела ќе успееме да ги изнесеме и надвор од нашите граници, а згоре на се зашто едни вакви приказни да не бидат искористени за некоја телевизиска филмска продукција. И сега може тука да го финализираме разговорот, кои се очекувањата од публиката со оглед дека ова ви е второ дела? Почетокот е добар, исклучително одличен одзив и низ разговорот кој што ги има и со издавачот и со луѓе кои што успеале да прочитаат нешто, да видат. За сега мислам дека реакциите се одлични. Јас се надевам дека ова нека биде само поттик. Јас и за мене нормално да е успешно да ја завршам оваа цела трилогија, а здраве потоа па ќе се пробаме може во некој друг жанр. Благодариме, Сашо. Благодариме за гостувањето. Јас ќе те одјавам. Тема култура проза, повод трилер романот Бахус, авторот Сашо Кузмановски, гостин во Македонија. Благодариме што беше дел од нашата програма.